Предлогот на владата не само што е неприфатлив, туку и целосно неразумен и дополнително ги загрозува позициите на Македонија на патот кон ЕУ, порача лидерот на опозицијата. Христијан Мицкоски уште еднаш потврди дека ВМРО-ДПМН остануваат цврсти на ставот и дека уставни измени под овие услови на бугарски диктат и условувања се неприфатливи за неговата партија. Мислеа на тој начин, коленичејки пред меѓународната седница дека ќе останат ден-два повеќе на власт. Сега дојде проблемот. Сега не може да испорачаат. Зашто? Затоа што немаат кредибилитет како влада, народот не им верува, а главната политичка партија, најголемата ВМРО-ДПМН, беше комплетно исфрлена од овој процес. И создава дополнителен проблем во евроинтегративниот процес на Македонија. Премиерот Димитар Ковачевски пак смета дека немало ништо идентитетски спорно во уставните измени. Моите очекувања се дека прво ќе имаме плодна дискусија, конструктивна расправа и дека ќе има надпартиски консензус за продолжување на европската интеграција на државата. Бидејќи амбасадорот е тука, многу јасно кажува дека сега од нас зависи, од одлуките кои што ние ги носиме, како и на кој начин и колку брзо ќе го продолжиме и завршиме патот на европската интеграција. Сметам дека се работи за уставни измени кои што не задираат во ниту едно идентитетско прашање. Додека владеачкото мнозинство најавува борба за 80 пратеници за уставните измени, се наоѓа и пред опасност да остане под 61 пратеник. Изет меѓути вели коалицијата на стаклени нозе, владиниот кабинет досега во живот го одржувал пратеникот Кастриот Реджепи, кој пред помалку од 2 години го спаси кабинетот тогаш на Зоран Заев, откако истапи од редовите на БЕСА и стана независен, а сега е дел од новата групација на Меджити. Мнозинството се бори за опстанок со оглед на незадоволството во мнозинството. Не ме чуди во наредните денови или месеци да имаат проблеми со 61 пратеник, бидејќи ова мнозинство опстана благодарение на господинот Кастриот Реджепи кој е со нас. Собранискиот спикер Талат Джафери пленарната седница за потребата за пристапување кон уставните измени ја закажа за 18 август. Пред тоа на 25 јули ќе започне расправата во комисијата за уставни прашања која може да трае најмногу 10 работни денови. Со оглед на тоа што 2 август е неработен ден, а на 27 јули е закажана седница за пратенички прашања, од собранието велат дека се очекува комисиската расправа да заврши меѓу 7 и 9 август.